начнавме темата поврзана со Костадинов и во продолжение и денеска ќе зборуваме бидејќи се уште е актуелна. Тој бара припојување на Македонија кон Бугарија. Веќе имаме одредени коментари и ставови и Министерството за надворешни работи излезе со став дека ја осудува оваа изјава. Срđan Ивановиќ е веќе тука заедно со нас да прокоментираме заеднички за овие последни случаи. Вчера изгледа погодивме дека Македонија се враќа како тема во бугарскиот политички живот. Ја немаше подолг период, ја немаше. Например, на последната одржана кампања не се спомна ниту еднаш Македонија, а еве сега од некои причини таа се враќа. И тоа баш во моментите кога можеби, тоа не е сигурно, ќе се формира парламентарно мнозинство. И не знам дали е тоа добро или лошо за формирање на тоа парламентарно мнозинство, но во секој случај, значи вчера Виктор Стојанов нели имаше најави панахида за Мара Бунева во Скопје, иако му е забранет влезот нели во Македонија, а утринава не разбуди информацијата дека Костадин Костадинов од партијата Преродба ја нели јавно кажал дека Македонија треба да се припои кон Бугарија. Сега ова не е толку наивно, бидејќи Преродба има 38 пратеника во 240 во парламентот со 240 столчиња, Националното собрание на Бугарија, така да не е тоа минорна партија. Партија која расте од избори во избори, партија која има, како да кажам, има голем дел од колачот на бугарските гласачи. Така да овој не е више толку наивно. Ако Виктор Стојанов е од некоја си фондација Македонија, тогаш Костадин Костадинов представува една, како да кажам, политичка партија која што не е минорна. Не е. Инаку тој потекнува од ВМРО БНД на Каракачанов. Дури беше и подпредседател едно време таму. И да кажеме, ако ВМРО БНД беше мала партија со мал пратеника, но битна за формирање нели на некое мнозинство во парламентот за поддршка на влада, во тоа време беше нели коалициски партнер со Бојко Борисов, Преродба е далеку над можностите на тамошната ВМРО и е партија која што нели можеби во некои поинакви околности таа би можела и да го предводи Бугарското национално собрание и да формира влада, значи Костадин Костадинов можеби во иднина би можел да стане и нов бугарски премиер. Но дали тоа му го дава правото да коментира дека една соседна држава треба да се припои со нивната држава? Добро, да, дали го дава правото не е, но бидејќи меѓународното право одамна е умрено, може, значи кога Доналд Трамп може да нели да бара да го купи Гренланд, да ја анектира Канада и Панамскиот канал, зошто да не па и Костадин Костадинов да нема такви ништа. Значи, сите тие граници за кои нели сега отворено за нивна промена се говори, се резултат на некакви мировни договори по некои војни кои се водени. Конкретно Бугарија за Македонија има водено 3 војни и сите 3 ги има загубено. И сега да мислите дека таа граница би ја промениле без војна е илузорно да се мисли, бидејќи сигурно ќе има војна, доколку тоа нели навистина некој посака да го направи. Сведоци сме сега, например, како се менуваат границите во Украина, нели, во Европа, и сведоци сме дека тоа е резултат на една многу крвава војна со огромен број на жртви на двете страни и како да кажам, тоа така се прави. Нели? И тешко дека без една таква голема војна Костадин Костадинов би можел да ја припои Македонија на Бугарија, како што самиот вели. А јас искрено не верувам дека Бугарија е способна да води таква војна, за наша среќа и за нивна среќа, значи, нели, дека поседува војска и доволен број на ресурси за да почне офанзивно да се однесува и да ја освои
Република Македонија, мислам дека тоа е невозможно. И добро што е така, и дај Боже така и да остане. И добро е што и Македонија нема некоја силна армија, па ќе нас да почне да се будат некои, нели, некои духови од минатото, па ние да почнеме да се шириме, затоа тоа е супер. И инаку јас искрено доста имам читано од историјата, не сум видел до сега некој без војна да ја промени, да ги промени границите на својата земја, освен во неколку ситуации, но тоа се работи за некои ненаселени територии, например како Русија ја продала Аљаска на САД, не знам, Данска го купила Гренланд од Норвешка, нели гледаме сега па е Гренланд предмет на некој купување, но тоа се работи за територии кои што се далеку од вас, кои вие не можете да ги контролирате и така натака, нели? Па еде да ги продадеме. Подобро да земеме некој денар за нив. Тоа е исто така да кажеме Луизијана, Франција има остапено на САД за некои пари кои не се така големи. И значи тоа е возможно, но тоа пак ќе кажам се однесува за некои ненаселени, малку населени територии кои се далеку, кои што се екстериторијални. А што се однесува до ова сега, например, сега Македонија да се продаде самата себе на Бугарија, не верувам дека тоа би се случило. Илузорно. Илузорно е тоа да се размислува. Значи, тоа би можело да се промени само со војна, а не знам дали и македонците и бугарите се братски народи, нема зашто да војуваат. Да. Какви реакции пристигнуваат? Еде, имавме прилика да ја слушнеме претседателката на државава. Нормално, сите го осудуваат тоа, но јас не видов реакција од бугарскиот претседател или од... Да, и сега има, многу мина се чудат, се тоа е симптоматично тука, знаете, сега како ние една НАТО членка, така друга НАТО членка, очигледно дека и тие работи во НАТО не се више исти како што беа. И НАТО не е тоа што Еве гледаме како и Данска и Америка се членки на НАТО, па нели Гренланд е предмет на раскусурување. Не знам, не треба ние да бидеме тука слепо да веруваме во тоа НАТО, туку да видиме каде реално и каде има реална опасност, каде нема. Нели? Зошто во ситуација кога ова таа партија Преродба, каде што е Костадинов председател, таа е антинато партија. Доколку дое на власт, не треба се може да се очекува нели да издействуваат излегување на Бугарија од НАТО. Тогаш значи не ти важи више. Имаме сосем нова слика, нели? Ние ќе бидеме во НАТО, но тие нема да бидат во НАТО. Е сега прашање дали НАТО навистина ќе скокне за нас да не брани, бидејќи тој член 5, нели, никогаш не е тестиран на дело. Значи, само еднаш имаше кога Соединените американски држави беше оној нападот на 11 септември, нели, во 2002 мислам дека беше или 2001, не сум сигурен. 2001, ако не. 2001. Да. Тогаш имаше као сите членки, нели, земји се солидаризира и рекоа дека се со Америка заедно, значи го активираа членот 5, но тоа немаше реално никаква последица. Тие не тргнаа после војна тие земји, не. Него само така се солидаризира на еден фиктивен начин, би кажал. Сега, дека некои земји од НАТО би се вмешале за македонско-бугарскиот фронт, ја не сум баш најсигурен дека тоа. Некој може би помогнал, не викам, нема дека ќе дојдат сите со војска тука да не бранат. Ова се хипотетички. Тешко. Така, благодарам многу што ја денава беше заедно со нас. Сите нови случувања од дневната политичка сцена секако ќе ги следите преку slobodnpečat.mk од перото на Срѓан Ивановиќ и од останатите колеги од редакцијата. Срѓан, не те прашав петоке, дали можеби планираш да одиш во некој театар, некој концерт, нешто, дали можеби имаш такви планови? Имам многу работа овој викенд и дежурен сум во недела. Чи ништо од планови? Да, и обично кога сум дежурен, тогаш гледам нели да прескокнам да ги прескокнувам културните настани.
Срđан нема многу слободно време, но за сите вие кои што имате слободно време, во продолжение ќе да знаете што можете да правите на културен, забавен план, што ни нуди градот и државата во однос на културните настани. Уживајте.